Расте бројот на заболени од рак на кожа. Само годинава во Македонија се регистрирани 480 пациенти со најопасниот и најсмртоносен тип на рак на кожа – малиген меланом. Најмладиот пациент кој починал минатата година имал само 23 години, а во моментов на клиниката за онкологија се лекува и 13 годишно дете. Раната детекција, како што посочуваат лекарите, игра значајна улога во понатамушниот третман и справувањето со најчистата форма на рак – ракот на кожата. Директорката на клиниката за пластична хирургија доктор Софија Пеовска апелира до пациентите да не ги занемаруваат симптомите и за секоја забележана промена на кожата да посетат лекар. Најважно, како што објаснува Пеовска, е да не се одложува третманот со цел да се постигне најдобар можен исход без компликации или смрт. Пациентите кои што се со низок стадиум на болест, во првиот стадиум, третманот останува да биде само хирушки и процентот на преживување кај овие пациенти е висок, значи 5-годишното преживување е над 95%. Меѓутоа, загрижувачки е што како што одминува болеста, односно во повисоките фази, тогаш веќе процентот на преживување во 4-тиот стадиум, каде што болеста е метастазирана, е 5% за 5 години преживување. Малигниот меланом е причина за смртност кај младата популација. Кај нас на пластична хирургија секако доаѓаат и млади пациенти. Ние сме имале и 13 годишно дете кое што им било оперирано со меланом. Значи неговата состојба се следи, а меѓутоа сме имали и пациенти кои што биле од 23 до 26 години кои што завршиле со смрт. Зголемен ризик за меланом на кожа имаат лицата со светла боја на кожа, граѓаните кои работат изложени на сонце и лицата кои имаат трансплантирани органи. Онколозите посебно ја нагласуваат забраната за употреба на солариум и интензивното изложување на сонце за време на летните одмори. Директорот на клиниката за онкологија Нино Васев потенцира дека во Македонија има помала инциденца на меланом во споредба со западните бели нации и нагласува дека на пациентите им се нуди квалитетна терапија и достапност на лекови. По касните стадиуми треба да се овозможи квалитетна терапија. За среќа во Македонија ги имаме баш и двата лека моментално се достапни на клиниката за лечење на брав мутации, значи позитивните и за негативните го имаме лекот, дури имаме таа хемотерапија која се советува. Но Македонија спаѓа, како и сите медитерански земји, една од ретки работи во кои ние сме во предност е само тоа што имаме помала инциденца него западните бели нации, значи Норвешка, Шведска. Достапноста на лекови и бројот на пациенти значи варира, не сме сигурни стално бројката, но сега за среќа со овој буџет што го имаме, можеме за некој месец да очекуваме дека ќе има и освежување на буџетот, да можеме тие лекови до крај на оваа година да ги обезбедиме. Министерот за здравство Венко Филипче информираше дека досегашната процедура за проширување на позитивната листа на лекови ќе се промени, со што ќе се улесни набавката на нови лекови кои се користат во Европа и Америка, а значајни се поради добрите резултати кои ги даваат во лекувањето. Се поприсутни во пазарот во развиените европски земји во Америка се новите лекови, кои што се биослични лекови, се значително поевтини, посебно станува збор за лекови кои што ги заменуваат лековите на кои што им поминува патентната заштита, така да сметам дека дури и со постојниот буџет, кој што нема бара значајно зголемување, со оглед на тоа што овие лекови се со пониска цена, ние ќе овозможиме нови типови на лечење за нашите пациенти. Планираме да направиме две работи. Првото, тоа што го најавив, за што веќе ја подготвивме законската измена, а тоа е начинот на кој што се проширува позитивната листа. До сега беше тоа врз основа на мислење 14 комисии кои што беа стручни комисии даваат мислење за проширување за поедини групи на лекови. Сакаме тоа и тоа беше апсолутно нефункционално, ниту пак никогаш спроvedливо во праксата. Тоа веројатно е една од причините зашто позитивната листа не се проширила повеќе од 10 години. Ќе направиме една комисија која што ќе има обврска да ги зема стручните мислења од стручните колегиуми на клиниките кои што се занимаваат со одредена група на лекови. И тоа е едниот момент. И другиот момент кој што сакаме да го имплементираме е така наречена централна набавка. Министерството за здравство да ги преземе набавките на најскапите лекови од сите клиники кои што тие ги користат. Станува збор за 5-6 клиники за онкологија, хематологија, педиатрија, реуматологија и на тој начин со таа групна набавка прво да имплементираме
критериуми кои што ќе ни донесат заштеда, заради тоа што ќе набавиме повеќе овој количини и понатаму ја еволуираме можноста да ги донесеме новите лекови кои што се уште не се присутни на нашиот пазар, а веќе се користат во земји во Европската унија и во Америка.